Меѓународни експерти од Грција во ноември ќе одаѓаат во Прилеп и ќе се обидат да го решат еден од најголемите проблеми кои што ја уништува црквата во манастирот Трескавец, а тоа е влагата. Со години овој алармантен проблем, но за жал од нејасни причини се остави овој велелепен храм кој што потекнува во 13-тиот век да се распаѓа пред нашите очи. Низ годините паѓаат цели парчиња од зидовите и непроценливиот фреско живопис. Новиот директор на Завод и музеј Прилеп Горан Цветковски најавува нова енергија и забрзување на процесот за конечно започнување на конзервација и реконструкција како на црквата, така и на старата трпезарија која што исто така потекнува од 13-тиот век. Стручните лица ќе се фокусираат претежно на состојбата на влагата во црквата и трпезаријата, кој ни представува основен проблем да не можеме да извршиме нормална реконструкција и конзервација и реставрација, било на живописот, било на зидовите на црквата. Еве и сега ние ги бараме сите основни проекти кои можеме да ги изведиме во смисла да ги отстраниме сите непријатни моменти што би во текот на реконструкцијата и реставрацијата би можат да наидиме. Дел од фреските се неповратно изгубени, а постои опасност и од уривање на делови од зидовите на црквата, а за да не влегува вода внатре, таа е заштитена со дрвено скеле со пластики. Новите конаци пак вредни над 2 милиони евра не можат да се пуштат во употреба бидејќи нема вода. Парите од ТАФ Македонија за нов водовод се обезбедени повеќе од една година, но нејасно е зошто општина Прилеп не започнува со негова изградба. 18 години континуирано имаме некои проекти кои што се одвиваат во манастирот, претежно станува збор за превентивна заштита, за истражувачки работи. Така што имаме континуирана поддршка од Министерството за култура веќе 18 години, меѓутоа секако дека не сме задоволни со динамиката со која што се одвиваат работите, затоа што се тоа што е до сега инвестирано и направено ќе биде бесмислено доколку црквата не започне со реконструкција. Дали конечно во 2023 работите околу Трескавец ќе се придвижат од мртва точка и дали манастирот ќе го добие заслужениот однос и од државата и од општината, ќе покаже времето.